Како носителите на одлуки да ги разберат вашите идеи за решавање на одредени општествени проблеми или пак да бидат убедени во нивната исправност и да ги преземат за натамошна реализација? Користете аргументи, натерајте ги да слушаат и потикнете ги на акција. Истражување и процес на истражување. Чекор по чекор. Граѓанските организации согласно својата мисија за општествена одговорност, а водени од предизвикот да се соочат со реалните проблеми и да понудат добро аргументирани решенија за нивно решавање, треба да пристапа кон истражување. А тоа значи внимателно, научно и систематско пребарување на информациите и фактите, за да се откриет одговори на прашањата или пак да се дознае скриената вистина. Всушност, истражувањето треба да и послужи на целта, па потоа во зависност од целта може да се пристапи кон различни видови истражување. Дескриптивни, описни и аналитички истражувања, кои анализираат достапни информации и факти. Апликативни или применети, насочени кон решавање на непосреден проблем, наспроти фундаментални истражувања, кои се занимаваат со генерализации и формулирање теории. Квантитативни и квалитативни, концептуални и емпириски. Низ литературата и праксата се сретнуваме и со временски ограничени истражувања, теренски, лабораториски, симулациски, клинички или диагностички истражувања, како и многу други категории. Но без оглед на видот, едно успешно истражување мора да тргне од добро и јасно дефинирана цел, од соодветен дизајн кој ќе даде објективни резултати и од кредибилен истражувачки тим кој ќе се залага за веродостојност, прецизност и објективност во текот на прибирањето, обработката и презентирањето на податоците. Чекор по чекор ќе ви го представиме процесот на истражување. Чекор 1. Правилен избор и формулирање на проблемот на истражувањето. Тоа значи дека појдовната точка е некаков проблем за чие решавање постои потреба и алтернативни начини за решавање. Не случајно се вели дека добро избран проблем води кон остварливо и релевантно истражување. Чекор 2. Внимателен преглед на достапната литература и претходните употребливи и веродостојни истражувања за ист или сличен проблем, со цел да се дојде до информации кои ќе помогнат во стеснувањето на проблемот и определувањето на техниките за прибирање и анализа на податоци. Чекор 3. Формулирање на хипотеза, исказ или реченица која го објаснува исходот на проблемот. Ако, кога, тогаш. Чекор 4. Дизајнирање на истражувањето или истражувачки проект е план за собирање, мерење и анализа на податоците, кој мора да содржи јасна изјава за предметот на истражувањето, процедури и техники за прибирање на податоци, популација или примерок на кој ќе се спроведува истражувањето и методи кои ќе се користат при обработката на податоците. Постојат различни дизајни соодветни за различни случаи на истражување, но успешниот дизајн е секогаш флексибилен, соодветен, ефикасен и економичен. Чекор 5. Одредување на примерокот. Наспроти истрага, кога се спроведува истражување на целата популација, дизајнирањето на примерокот или селектирање на репрезентативни испитаници се применува кога предметот на истражување е премногу голем и кога е потребно да се добие на време и да се намалат трошоците за истражување, а сепак добиените резултати да се применливи врз популацијата со разумно ниво на доверба. Чекор 6. Прибирање на податоци. Организирано користење на научни методи, техники, инструменти и постапки за запазување и евидентирање на појавата која е предмет на истражувањето. Чекор 7. Реализирање на истражувањето. Следење на дизајнот на истражувањето и избраните методи и техники за обезбедување на добри податоци на етички и одговорен начин. Чекор 8. Анализирање на собраните податоци. Согласно усвоената методологија и дизајн се средуваат податоците со подредување, кодирање, класификација или табелирање, се воопштуваат во сознаени факти и се формираат одговори на прашањата содржани во хипотезите. Чекор 9. Тестирање на хипотези. Чекор 10. Интерпретација на резултатите. Поддржана со докази, без сувопарни заклучоци за причинско-последичните врски. Чекор 11. Подготовка на извештај или презентирање на резултатите, бидејќи е важно да се споделат резултатите од истражувањето. Препорачливо е брендирање и внимателно избирање на впечатливо лого, уредување на текстот и визуелните елементи. Комуникација на излези од истражувањето, документи за јавни политики.
Документ за политики е еден вид на извештај кој во кратки црти обезбедува јасен приказ на проблемот, а е подкрепено со доволно факти и аргументи, како и практични предлог решенија за носителите на политики. Запомнете, колку е поедноставно напишан, толку е полесен за читање и имплементирање. Но, за да биде убедлив, тој треба да е фокусиран, професионален, но не академски, базиран на факти и аргументи, а не подлог од 4 до 6 страници и секако разбирлив, промотивен и практичен. Впечатлив наслов. Резиме на проблемот со клучни наоди и препораки, кои ќе го привлечат вниманието на читателот. Образложение на проблемот. Предлог политики како алтернативи за надминување на проблемот. Препораки за имплементација или кус преглед на активности кои различните актери треба да ги преземат. Користена литература и извори за дополнителни информации. Спроведено истражување со краток преглед на наодите и линк до целосното истражување. Контакт детали за авторите на документот и организацијата која го спровела истражувањето. Тоа е алатка за застапување и за диалог, со кој треба да се постигне влијание. За таа цел, постојат повеќе начини како конкретно би можел да се употреби еден документ за политики, почнувајќи од објавување на веб страница, испраќање во PDF формат до сите релевантни засегнати страни, а во хартиена форма до носителите на одлуки. Потоа, да се користи како поддршка на состаноци, презентации или пресконференции и да се сподели на социјални мрежи. Тој не е наменет за пошироката јавност, па така не се објавува во весници, ниту пак во научни списанија. Се разбира, освен кога ефектот ќе биде постигнат. Стратегија за комуникација. За иницирање позитивни промени од јавните политики, не е доволно само да се споделуваат информации стекнати низ процесот на истражување. Потребно е да се комуницира подобро, поефикасно и посинхронизирано, за да се постигнат посакуваните цели, за да го добиете вниманието на клучните луѓе и за да ги поттикнете кон акција. И пред да започнете со вашите комуникацијски активности, најнапред тргнете со планирање. Потребна ви е стратегија за комуникација која дава одговор кој, што, кога, зошто, каде и како во внатрешната и надворешна комуникација. Станува збор за пишан плански документ кој ги опфаќа следните клучни елементи. Истражување или контекст, кои се целите, предности, слабости, можности и закани, претходни искуства, целна група и слично. Информации за вашата организација. Мисија или која е вашата цел. Визија или која е вашата амбиција. Комуникацијски цели, дефинирани по принципот SMART. Специфични, мерливи, остварливи, реални, временски определени. Публика. За кого е наменета стратегијата? Кој може да влијае за успех или неуспех? Кој влијае врз тие луѓе? Како да се одржуваат контакти? Како да се обезбеди вклученост на публиката? Како да се мотивира? Дефинирање клучна порака или што сакате да знаат, да мислат или да направат, проценувајќи го влијанието и користејќи аргументи, статистики и студии на случај наспроти празни ветувања. Канали на комуникација. Избор или комбинирање помеѓу различни канали како национални, меѓународни или локални медиуми, социјални медиуми, лобирање кај локални власти, владини тела, специјализирани групи на интерес. Маркетинг, брендирање, веб страници, реклами, брошури, флаери, видеопрезентации и разновидни настани, работилници, семинари, дебати, конференции и слично. Временска рамка или распоред на активностите за подобро координирање и постигнување на зададените рокови. Ресурси, сегмент кој треба да даде одговор за тимот со работници, потребните финансиски средства, средствата на располагање, како и кога би се обезбедиле дополнителни средства. Ризици и мерки за справување со ризиците. Идентификување на можните проблеми и ризици за остварување на планираните цели, со кои мерки конкретно да се надминат, план А и резервен план Б. Следење и евалуација. Како ќе се мери успехот во постигнувањето на комуникацијските цели? Како ќе се коригираат пропустите? Кој ќе спроведува евалуацијата? Се надеваме дека низ оваа видеопрезентација на кратко ви доближивме како плански, поаргументирано и поефективно би можеле да делувате кон посекуваните промени од јавните политики и да ги комуницирате резултатите од вашата работа. Бидете горди со вашата работа, која ќе го направи светот подобро место за живеење.